Слободна македонска држава беше нивниот сон, за кој храбро, пожртвувано и непоколебливо се бореа со надмоćниот и подобро вооружен непријател. Најпрогресивните и најхрабрите станаа партизани, меѓу нив и Никола Стојановски, Јован Величковски, Илија Дуновски, Никола Николовски, Цветко Цветковски, Кадрија Џафери, Дафинка Богоева и постхумно Трајанка Аврамовска, кои заслужено се одликуваат со медал за храброст. Јован Величковски, најстариот преживеан борец од Народно-ослободителната и антифашистичка војна, во јануари оваа година го прослави својот 100-ти роден ден. Бил командант на 2-тиот батаљон на 4-та бригада во ослободувањето на Струмица. Никола Стојановски, роден во 1923-та, учесник во НОБ, прв председавач на Македонското собрание по осамостојувањето во 1991-та, долгогодишен пратеник, доктор педијатар и председател на главниот одбор на Сојузот на борци од НОАВМ. Пожртвуван и истраен, животно посветен на градење на подобра иднина на заедницата, Никола Николовски, роден во 1927, учесник во НОБ. Значи, прво, пише медал за храброст. Медал за храброст. Ова е за се што имате направено за слободата на Македонија. Ова е за вас. И Цветко Цветковски, роден во 1927-та, како учесник во НОБ придонесе кон ослободувањето на татковината. Првиот медал за својата храброст Цветко го добил од Јосип Броз Тито. Председателот Стево Пендаровски лично му го врачи медалот за храброст во неговиот дом. Медал за храброст пише. Еве го медал за храброст натре. Еве го. И ова е за тебе. Затоа што си го направил за оваа држава, за ние денеска да имаме слобода. Што мисле од дете да рове, од дете. Честитам. Честитам. Цветко Цветковски со своите 95 години верува дека државата има иднина, само треба сплотеност и единство. Гледаш ли што се случува денес во Македонија? Како ти изгледа? Рачунам дека ќе биде работа. Сигурен си? Сигурно. Сигурен, така треба да биде. Така е. Така треба. Ушо вие ги поставивте темелите на куќата. Ние сега треба тамо да доградиме и да ја дочуваме. За непроценливиот придонес со кој ја задолжија државата како член на партизанските единици со медал за храброст постхумно е одликувана и Трајанка Аврамовска. Храбро борејќи се на вистинската страна на историјата беше и партизанката Дафинка Богоева. Ова е медал за храброст, со се што има направено во времето кога било тешко стварно. Добар ден, како сте? Знам. Стево Пендаровски, како сте? За слободна и независна македонска држава се борел и Кадрија Џафери, роден во 1927-та. На 16 годишна возраст, заедно со 107 борци од тетовското село Камењане, заминуваат во партизани. Ова е таа медаља. Да честитам. Hvala lijepo, hvala vam puno. Благодарам многу. Браво. Браво и браво. Илија Дуновски, роден во 1924-та, учесник во НОБ кој се борел и на Сремскиот фронт. И ги ставија темелите на државата. Темелите ги поставија на Македонија на држава. Темелите. Поставија. Ма вие ги поставивте во тоа време. Тоа беше најтешко. Зашто тие германците беа спремни. Да. Ама ние уште поспремни, зашто дававте поќе сила. Во Македонијава има уште 7-8 луѓе преостанати борци од Втора светска војна. Живи. Вие сте меѓу нив. Иде 2 август, нашиот најголем празник, Илинден. И јас сега како председател на држава сакам да ги одликувам тие што биле борци против фашизмот, Втора светска војна, а се уште живи и меѓу нас. Мило ми е што си председател. Овде пишува медал
za hrabrost koju ga dava predsjedatelj na državi. Evo внатре da vidiš, ovo je za tebe, za vas, za vas. Tako, blagodaram. Može mi da se pozdravime, da vi čestitam. Mnogo mi je drago što ste sve ušte među nas i nije pomladiti, imamo od koga da učime kako se čuva i brani država. Вие борците се радуваме со вас, зашто вие сте меѓу нас. Da.